За да си ги решат проблемите во време на криза, Светска банка на општините од Истокот им нуди речиси 20 милиони евра. Се работи за кредити кои општините можат да ги искористат за подобрување на патиштата, водоводните мрежи, условите во јавните предпријатија и слично. Акцентот ќе биде ставен на заекнување на капацитетите на општините за испорака на услуги на транспарентен, инклузивен и наочетен начин. Значи, покрај подобрувањето на квалитетот на самата услуга, има и додадена вредност на заедницата. Ова е одлична можност за општините од регионот, зашто проблемите кои се провлекуваат со години можат да ги решат преку поволни услови, сметаат од ресорното министерство. Можноста за користење на средствата од Светската банка со многу, минимална каматна стапка која е само 0,3 насто од Евролибор 6 месечен за изградба на значајни инфраструктурни проекти, како што се водоводи, канализации, мали прочистителни станици и друго, и можноста на општините значително да ги подобрат комуналните услуги кои што се на локално ниво се многу најзначајните за граѓаните. Со цел да ги споделат досегашните искуства и да дознаат нешто повеќе за можностите за кредитирање, денес се организираше информативен состанок во Кочани. Целта е единствена да имаме што повеќе информирање за користењето на средствата од Меѓународната банка за обнова и развој за потребите на општините или за потребите на јавните комунални предпријатија со цел за подобрување на условите на граѓаните во нашите општини. До сега вакви средства од Светска банка искористиле 57 општини од државата. Најмногу од нив пари зеле за изградба и реконструкција на патишта, а дел средствата ги употребиле за набавка на опрема во јавните предпријатија и поголема енергетска ефикасност во јавните објекти.